Вашингтон, јас сум Лилица Китановска. Сомалиските пирати нападнаа уште еден американски брод. Пиратите и денес прават наслови. Го гледате ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Американскиот карго брод е на пат кон Момбаса, Кенија, откако преживеа напад од сомалиски пирати во близина на брегот на Сомалија. Бродот Liberty Sun сега е придружуван од американската морнарица по неуспешниот обид за грабнување. Собственикот на бродот Liberty Maritime Corporation од Њујорк изјави дека бродот има оштетување од нападот со проектили и автоматско оружје, но нема повредени. Екипажот се затворил во просторијата каде се наоѓаат моторите за време на нападот. Американската морнарица наредила воениот брод Бейнбридж да го придружува во понатамошната пловидба. Истиот воен брод беше инволвиран во саботното спасување на американскиот капетан Ричард Филипс, кој беше држан како заложник од сомалиски пирати. Американската морнарица уби тројца пирати за време на спасувачка операција, а еден приведе. Некои пирати се заканија дека ќе се одмаздат, но нема индикации дека бродот бил цел на грабнување, заради фактот што пловел под американско знаме. Од спасувачката операција во неделата, пиратите грабна уште 4 бродови, еден од Того, еден грчки, 2 египетски. САД, Кина, но и други земји вршат патрулирање долж брегот на Сомалија, во обид да го спречат пиратството во овие води. Бројката е на киднапирани се намали годинава, но нагло порасна изминатиот месец. Разни пиратски групи засега во заложништво држат најмалку 16 бродови и повеќе од 250 членови на екипажи. Американскиот претседател Барак Обама рече дека САД ќе сторат се што можат да спречат на тамошни грабнувања долж брегот на Сомалија. Од другите вести, иранскиот претседател Махмуд Ахмадинеџад вели дека Иран подготвува нов пакет предлози чија цел е решавање на меѓународниот спор околу неговата нуклеарна програма. Ахмадинеџад истакна дека предлозите наскоро ќе бидат доставени до Запад. 6 велесили, вклучувајќи ги и САД, минатата недела соопштија дека би го повикале Иран да се приклучи на разговорите за неговата нуклеарна програма. Иранските медиуми во понеделникот го цитираа главниот ирански преговарач, кој изјавил дека Техеран е отворен за разговори. Односите меѓу Иран и западните земји инатаму се затегнати поради нуклеарната програма на Техеран, за која некои земји веруваат дека е наменета за воени цели. Иран сепак тврди дека сите негови нуклеарни активности се за мирнодопски цели. Стотици афганистански жени денеска одржаа протест во Кабул заради новиот закон за брак, за кој велат дека ги ограничува правата на жените. На демонстрантите им се спротивставила поголема група луѓе кои не се согласувале со нивните барања, извикувајќи навреди и обвинувајќи ги жените дека се под влијание на антиисламски сили од странство. Критиката вели дека со новиот закон, што се однесува само на афганистанското шиитско малцинство, во основа се легализира силувањето во бракот, зашто на жените им се забранува да одбијат секс со своите сопрузи, освен ако се болни. Освен тоа, на жените им се забранува и да ги напуштат своите домови без дозвола на нивните сопрузи. Афганистанскиот претседател Хамид Карзаи нареди преиспитување на законот, откако беше остро критикуван од страна на меѓународни организации и западните држави, вклучувајќи ги и САД. Во продолжение уште реакции по одлуката на администрацијата на Обама за кубанските американци да можат да ги посетуваат своите роднини на островот кога сакаат. Американските чартер компании се подготвуваат за наплив од кубански американци кои сакаат да заминат тамо. А телефоните во патничката агенција во Мајами не престануваат да звонат. Собственичката Аманда Рог вели дека многу американски кубанци на овој ден чекале долго. Очекуваме бум, нешто што досега не сме виделе со години, вели таа. Но таа додава дека иако интересот е голем, нема голем скок во купувањето билети. Проблем рецесијата што ги погаѓа и кубанските американци. Од 2004 досега членови на најтесното семејство можеа да ги посетат роднините на островот еднаш на 3 години. Тоа беше ограничување поставено од председателот Џорџ Буш. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гибс рече дека председателот Обама го исполнува тоа што го ветил за време на кампањата.
Тој вели најдобар начин ова да се сумира е со изјавата на председателот, дека нема подобри амбасадори за слобода од кубанските американци. А лидерот на Кубанско-американската национална фондација Пепе Хернандес вели дека стариот закон бил погрешен. Држава која представува демократија не може да става рестрикции на семејните односи. Критиката на кубанската влада вели дека Хавана става големи даноци на промена на валутата за американските посетители и дека со ова само ќе се полнат државните каси. На аеродромот во Мајами, кубански американци кои се враќаат дома велат дека веста била убаво примена на островот. Фидел Переира го посетил семејството во Хавана. Сите се радосни, вели тој. Луѓето патуваат таму за да му помогнат на семејството. Ако ние не помогнеме, кој друг? Во Конгресот подржувачите се надеваат дека оваа мерка ќе направи посилен притисок врз кубанската влада да направи демократски промени. Но критичарите велат, децении од посети на канаѓани и европејци немало никакво влијание. И за крај ви го представуваме Бо, првото куче, новиот жител на Белата куќа. Американскиот председател Барак Обама и неговото семејство го представи новиот член во Белата куќа, нивното куче Бо. 6-месечното црно-бело португалско водено куче им беше представено на новинарите во Белата куќа, при што семејството Обама го прочита по дворот и истакна дека Бо е многу убаво куче. Обама за време на кампањата им вети на своите керки дека ќе добијат куче. Весникот Вашингтон Пост неодамна напиша дека Бо е подарок од сенаторот од Масачусетс Едвард Кенеди, кој има 3 португалски водени кучиња. Председателот рече дека Бо ќе му биде дозволено да шета во валната соба и оти тој ќе помага. Керките на Обама го именуваа Бо затоа што нивни роднини имаат мачка со исто име, но и затоа што таткото на првата дама Мишел има прекар Дидли, како Бо Дидли, починатиот рок-н-рол музичар. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Повеќе информации секогаш може да најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Поздрав од вас!